Саботно издание на регионалните вести. Зачестија сообраќајните незгоди во Полошкиот регион во кои учествуваат пешаци. Полицијата вината за ваквата состојба ја лоцира во непочитувањето на сообраќајните правила и прописи од страна на учесниците во сообраќајот. Пешаците како учесници во сообраќајните незгоди во Полошкиот регион секој вторден се регистрираат во полицискиот билтен. Голем дел од нив завршуваат со тешки телесни повреди. Тие вината за ваквата состојба најчесто ја лоцираат во возачите, кои не им даваат првенство на минување, но и во нерегулираниот сообраќај. Тротоарите се зафатени со паркирани возила, па сме принудени да се движиме по улица, велат пешаците. Нема тротоари, мора пешаци да иде по улица да идат. Превисок сообраќај, претесни улици и не се поштува сообраќај. Па нормално и од инфраструктурата зависи многу. Треба тротоари, треба обележање, не се познава пешачкиот премин обележен како е. Дека пешаците како учесници во сообраќајот не се почитуваат, регистрираше и нашата камера. Возилата не ги пропушта да поминат на пешачки премини, каде често пати се паркираат возила. Полицијата ја потврдува ваквата состојба, која како што велат редовно се регулира и санкционира. Нашето присуство на терен е зголемено. Нашите напори се и совет до возачите да ги ослободат местата кај што се движење за пешаците. Познавачите на приликите велат дека новите кружни текови кои се изградија во последно време се претесни и безбедниот проток на сообраќај тука е доведен во прашање. Еве како и сами гледате, има покрај коловозот паркирано возило. Сега правило е кога на кружен тек од втората лента треба се вклучи на десна страна. Не може да се вклучи кандидатот на десна страна затоа што е паркирани возила. И го загрозува сообраќајот и неговиот и на пешаците. Во текот на месец април и првите 20 дена од месец мај, во Полошко се повредени 25 пешаци. Православните верници утре го одбележуваат празникот Свети Никола Летен. Црковно-народни собири ќе се одржат во неколку места. Традиционално празникот Свети Никола Летен утре со црковно-народни собири ќе се прослави во неколку населени места. Со архиерејска литургија ќе започне празнувањето на Свети Никола Летен во истоимената црква во Тетовско жилче со почеток во 8 часот и 15 минути. Литургијата ќе отслужи митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение со парохискиот свештеник Александар Стојановски. По литургијата ќе биде извршен мал водосвет и режење на колачот, принесен од годинешните кумови. Ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, а во црковниот двор сите присутни верници ќе имаат можност да уживаат во богата културно-уметничка програма. Свети Никола Летен традиционално ќе се прослави и во гостиварско пожаране. Со почеток во 10 часот во селскиот храм Свети Никола ќе биде отслужена свечена богослужба со сечење на славскиот леп и осветување вода, а кумовите ќе приредат и трпеза. Присутните верници за време на прославата на празникот ќе можат да уживаат во музичката програма и во прекрасниот амбиент на локацијата каде се наоѓа црковниот храм во Пожаране. Утрешниот празник ќе биде повод во Копанце да се освети трпезаријата и крстилницата во црквата Свети Никола. Осветувањето ќе го изврши митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение со парохискиот свештеник Жарко Мицковски. Почетокот е закажан за во 10 часот. Во трпезаријата е нацртан фреско живопис со тајната вечера, Света Богородица со Исус Христос во рака, како икона на Свети Никола. Во крстилницата е насликано крштевањето Христово, како и текстовите на молитвата символ на верата и Господовата молитва Оче наш. По повод 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, свечена академија во организација на општина Тетово ќе се одржи во вторник 24 мај. Академијата ќе се одржи во Центарот за култура Илјантески смок со почеток во 19 часот. Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи во вторник 24 мај ќе се прослави со свечена академија во организација на општина Тетово. На сцената на Центарот за култура Илјантески смок ќе настапат ученици од сите основни и средни училишта во градот. Почетокот е закажан за во 19 часот. И за ова година е подготвена свечена академија која што ќе се реализира на 24 мај во 19 часот во Домот на културата во Тетово. За овој настан се
веќе подготвуваат учениците од сите основни и средни училишта, кои што подготвуваат на богата програма, која што ќе биде 100% подготвена, реализирана од страна на учениците од тетовските училишта. Според воспоставената практика на денот на наставата, началничката на сите пензионирани професори, наставници во претходната година, тоест за 2015 година, им доделува благодарници на дадениот допринос во образовниот процес за нивниот образовен век. Оваа година воспоставувавме една нова пракса, значи сите училишта учествуваа на преварување во организирани од страна на акредитирани издруженија во Македонија и надворот од Македонија, и веќе сме многу задоволни од резултатите кои што се добиени од овие надпреварувања. До сега, според обработуваните резултати, имаме 66 ученици од општина Тетово кои што имаат освоено прво, второ или трето место на регионални, државни или на меѓународни надпревари. Така да сакаме и овие ученици да ги поттикнеме за нивниот постигнат успех. Според списоците што ги добивме од училиштата кои што се направаруваја на надпреварите, значи подготвени се благодарници и за овие ученици. За учениците кои што учествуваја на надпревари на предмети кои што се на македонски наставен јазик, планираме дента на 24 мај да се поделат благодарниците, додека на другите ученици некој друг ден, и на тој начин да го поттикнеме на преварувачкиот дух во Тетово и со тоа да го подигнеме целокупниот квалитет на образовниот процес во градот. Инаку, согласно одлуката на Министерството за труд и социјална политика, 24 мај, денот на словенските просветители Кирил и Методи, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Во понеделник 12-годишната гостиварка Стефани Гавриловска ќе промовира својата нова книга раскази Тина и Лина. Ова е нејзино второ објавено дело. Промоцијата е закажана во Центарот за култура Аснам. 12-годишната Стефани Гавриловска од Гостивар ќе ја промовира својата втора книга со наслов Тина и Лина. Промоцијата ќе се случи во понеделник во Центарот за култура Аснам. Се работи за раскази кои тематски и со ликовите се поврзани и ги раскажуваат случките и доживувањата на две сестри близначки. Рецензентот магистар Николина Јосевска за делото пишува: девојчињата со кадрава косичка мошна рано научија дека одлуката на родителите да го напуштат селото е поважна од нивните желби. Доаѓањето во големиот и бучен град не предизвика страв, напротив, љубопитство и откри нови, безвременски пријателства. Во книгата на Стефани има многу мудри животворни изреки. Таа вели: животот е како сон, мислиш дека сонуваш, а сепак си во реалноста. Стефани Гавриловска е родена 2004 година во Гостивар. Ученичка е во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во родниот град. Освен што пишува поезија и проза, глуми и пее. Учествувала на детскиот музички фестивал Росица во Гостивар и во театарските представи Патувањето на Оливера и Оливер и Алиса во земјата на чудата. Објавувала песни во списанија за деца. Првото дело, Виножито во Рима, го објави пред 2 години. Во својата тема на неделата, Радио Слободна Европа на македонски јазик се осврнува на борбата против корупцијата. Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видеоизбор, ви го презентираме и светот на Македонија. Луѓето се лути на она што тие го чувствуваат како манипулаторски систем и таа лутина им станува се поголема. Ова го изјави американскиот државен секретар Џон Кери при обраќањето на глобалната конференција за борба против корупцијата што деновиве се одржа во Лондон. Глобалниот дострел на корупцијата, која е злоупотреба на јавната функција за приватна корист, сега бара глобални решенија. Според Џон Кери, корупцијата е исто што и непријателот, на пример, екстремниот тероризам, и таа уништува вербата во легитимната власт.
Домакинот на конференцијата, британскиот премиер Дейвид Камерон, оцени дека корупцијата е во срцето на економската нестабилност и сиромаштијата и оти денес е еден од најголемите непријатели на прогресот. Меѓународниот монетарен фонд пак смета дека корупцијата ја поткопува довербата во лидерите и етичките стандарди. Фондот проценува дека корупцијата годишно голта 12% од вкупното светско богатство. Но корупцијата е и нешто повеќе од подкуп. Таа представува грабеж на националните ресурси и таен трансфер на украдените пари во други земји. Ваквиот грабеж води кон политички пресврти веќе видени во Украина, Бразил, Филипините. Се смета дека културата на корупција потикнува избегнување на плаќање данок и води кон насилство и граѓански војни. Лидерите се повеќе признаваат дека корупцијата е закана за развојот, за човечкото достоинство и глобалната безбедност. Повеќето земји се согласуваат дека треба да се воспостават јавни регистри на фирми со цел да се има контрола врз нивните активности. Но како што велат експертите во борбата против ова зло, решавањето бара многу промени во практиките и процедурите, но и во културите на оделни земји. Корупцијата е вткаена низ културите и низ историјата. Екзистира колку што екзистира владата, но како и другите злосторства, таа стана премногу софистицирана во последните неколку децении, со разузнувачки ефекти врз благосостојбата и достоинството на невините граѓани. Кога измамата со јавни набавки е неконтролирана, или надоместокот за природните ресурси е украден, или приватниот сектор е монополизиран од тесна мрежа на блиски пријатели, населението не може да го оствари својот потенцијал. Но корупцијата има и друго влијание. Како што граѓаните ги гледаат нивните лидери да се богатат врз нивниот грб, тие стануваат се поразочарани и полути, што може да води кон граѓански бунтови и насилни конфликти. Многу сегашни меѓународни безбедносни кризи израсна врз оваа динамика. Индигнацијата од надменото однесување на еден корумпиран полицаец потикна еден продавач на овушје во Тунис да се самозапали во 2010 година, што предизвика бран револуции низ арапскиот свет. Јасно е дека мора корупцијата да биде предизвикана. Она што е помалку јасно е како да се стори тоа. Во свет со конкурентски барања, таа изгледа најдобро им служи на корумпираните влади. Додека едни распоредуваат војници во борба против тероризмот, други на терористите им обезбедуваат енергетски извори или пристап до суровини. За да се детерминира најдобриот пристап во секој специфичен случај, владите мора поефикасно да го анализираат проблемот, што значи подобрување на собирањето разузнавачки и други податоци. Владите мора да ги проучуваат овие активности и нивните последици на ист начин како да ги проучуваат транснационалните криминални или терористички организации. Програмите мора да бидат кроени за да обезбедат финансиски средства кои нема да бидат плен на клептоманските елити. Сепак најмногу може да се постигне дома и тоа од почеток, односно од едуцирањето на децата за овој криминал. Друга важна алатка во борбата против корупцијата може да биде технологијата, која може да ги редуцира можностите за злоупотреби, да ги охрабрува луѓето да ги пријавуваат илегалните сделки и да зголема транспарентноста и одговорноста на владите. Тука пред се станува збор за електронската евиденција или електронските плаќања. Ниту една од овие сугестии нема да биде лесно да се спроведе, но сите заедно ја зголемуваат надежта дека корупцијата може да се ограничи. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија корупцијата е длабоко навлезена не само во власта, туку и во сите пори на животот. Таа, како што велат експертите, е прифатена како дел од секојдневието. Ја има и во дел на медиумите и во граѓанскиот сектор. Она што најмногу загрижува е што институциите кои се најмногу повикани да се справуваат со неа, почнаа да замижуваат пред очигледните случаи на злоупотреба на власта, а токму транспарентноста, како што велат, е главната превенција на корупцијата. Аудиоснимките што ги објави опозицијата јавно ја обелоденија долгогодишната теза на која укажува експертите дека корупцијата представува сериозен проблем во владата. Според некои согледувања, корупцијата кај нас стана проблем особено од 2007 година наваму, кога се уведе дека институциите кои се најповикани за борба против корупцијата почнаа да не ја работат својата работа и станаа многу толерантни за состојбите со корумпираноста и престанаа да ги пременуваат законите и да водат постапки за случаи за кои постоje сериозни индици за постоење корупција, било да станува збор за случаи со јавни набавки, финансирање на политичка кампања или имотна состојба на функционери. Според поранешниот антикорупционер Драган Малиновски, нема пора во општеството каде корупцијата не е инсталирана, и тоа е така зашто долги години ја губиме битката со овој проблем. Јас би рекол дека корупцијата е длабоко навлезена не само во владата, туку во сите пори на општеството.
Значи не говориме само за извршната власт, институциите, него корупцијата веќе е прифатена кај нас, веќе е дел од културата на живење, за жал. Таа ни е присутна во традиционалните институции, оно што значи извршна власт, јавни предпријатија, установи и така натака, меѓутоа присутна ни е веќе и во она што значи спорадичен дел, да кажеме, во делот на медиуми, граѓанскиот сектор е исто така проблематичен. Така да еден сеопфатен приод треба да се има кога се говори за корупцијата. Она што најмногу загрижува, како што истакнуваат експертите, е замижувањето на најповиканите институции пред коруптивните процеси, кои биле очигледни пред очите на јавноста. Тие ги земаат за пример последните владини проекти, кои кај граѓаните предизвикаа негодување и протести, барајќи отчет за потрошените пари. Улогата на Комисија за спречување на корупцијата мора да биде во насока на промовирање здрави политики за спречување на корупцијата, кои подразбираат проактивен однос во делот на повикување на транспарентност за целиот процес на одлучување, вели Малиновски. Наспроти тоа, кој ќе се видите, вие како новинари, кога се обраќате до антикорупцијска комисија, ќе забележите дека таа институција е една од најзатворените. Нивните пресконференции се исклучоци и таму кога ќе се појавите, ве прашуваат, односно ве прекоруваат вас новинарите дека одредени прашања не заслужуваат одговор. Дека не треба да се прашува, да кажеме, за имотната состојба на премиерот и останатите функционери, за отворени случаи или слично. Вие кога самите сте толку затворени, како може да повикувате на останатите институции да бидат транспарентни? А транспарентноста е главната превенција за спречување на корупцијата. Политиката во Македонија има долги раце и интервенира директно речиси во сите сегменти од општеството. Експертите велат дека непотизмот, односно пријателските и роднинските врски и партиската книшка при вработувањето во повеќето институции го истиснуваат квалитетот и тоа води кон одлив на мозоци, особено меѓу младите, барајќи вистински вреднувања. Се изместува фокусот. Наместо тој вработен млад човек да биде лојален кон законот, кон сите граѓани и така натака, тој си е лојален кон партијата и тука настанува изместувањето во функционирањето на институциите. Тие институции веќе се заробени, не се во функција на примената на правото, на подеднаков пристап на граѓаните кон правото и тоа е на некој начин еден од многу битните фактори зошто ние сме во оваа ситуација како што сме. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Времето денес беше облачно и релативно студено за овој период од годината, со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 9 до 11, а дневната од 12 до 15 степени. Утре не очекува сончево време со умерена облачност, со слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 8 до 11, а дневните од 12 до 20 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието и имајте убав остаток од викендот. Пријатно!